6 години по подпишувањето на Преспанскиот договор, тој се уште ја бранува јавноста и во Македонија и во Грција. Темата стана особено актуелна по промената на власта во Македонија, кога при давањето на свечената заклетва во собранието, новата претседателка Гордана Силјановска-Давкова избегна да го употреби официјалното име на земјата. Таквата пракса продолжи и на сите домашни и меѓународни случувања, кога место уставното име, таа го користи терминот мојата земја. Ваквата промена во курсот на односите меѓу двете земји предизвика серија реакции во Грција, од каде порачаа дека договорот од Преспа мора да се почитува и од двете страни. 6 години по подпишувањето на договорот со кој се затвори долгогодишниот спор за името меѓу двете земји, остануваат да се ратификуваат по 3 договори и во македонскиот и во грчкиот парламент. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во своите јавни настапи е цврсто решена да го употребува името Македонија, како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човекови права и слободи и согласно европските вредности и начела. На таквите најави реагираше заменик министерката за надворешни работи на Грција, Александра Пападополу, која ред неколку дена порача дека претседателот и премиерот не се обични граѓани, туку дека ја представуваат државата.